Hello! Знаеме ние дека на социјалните мрежи, покрај тоа што можеме да постуваме регуларни видеа, можеме ние да си правиме лайв видеа. Сега на Facebook, на Instagram, на YouTube, на TikTok и на други може да се прави лайв, ама во ова видео ќе кажем за овие 4 што ги наброев. На Facebook лајвот е 8 часа, на Instagram е за 4 часа помалку, односно трае 4 часа, на YouTube може да стримаме колку што сакаме. Ама знам дека ако е многу долго видеото ќе архивира до 12 часа, а на TikTok максимално трае 60 минути. Сите ние од некоја причина нашиот стар мејл го бришеме и сакаме да креираме нов. Сега, дали по бришењето можеме да направиме мејл кој што бил со корисничкото име од претходниот. Конкретно ќе спорам за Gmail, Outlook и Yahoo. Не може. Во трите. За Gmail веќе се уверив. Од кога избришав еден пранешен мејл и кога сакав да го има истото корисничко име, не можеше. Напиша дека веќе тоа корисничко име е зафатено. Оти бидејќи не ги обновуваат корисничките имиња, не ажурират таму во базите што ми се имињата, а за овие другите Outlook и Yahoo, Google вчера баш ме интересираше и таму тоа не може. Не знам за вас, ама јас, кога има некој видео поголем на YouTube, знам да се пуштам на 1.75 или на двојка. Сега, прашањето е, кога овие брзини беа воведени? Овие брзини YouTube ги воведе во 2010 година. И знаеме дека нив ги има од 0.25x, 0.5x и 0.75x забавно, нормал и од 1.25, 1.5x, 1.75x и 2x за брзо. Здраво луѓе. Во едно од моите видеа ви имав покажано, односно ви имав кажано дека може да се види колку вкупно слики имате на социјалната мрежа Facebook. Трите начини, значи за да проверите, се додите преку апликацијата Facebook, додите преку браузер од мобилен телефон или додите пак преку браузер и да побарате мобилната страница, односно незината верзија на десктоп. Но, дали бројот во тоа албумче, кај што го кажува вкупниот број на слики е точен? Не. Зошто? Гледајте во продолжение. Ве сум најавен на Facebook. Овде вика дека имам 1112 фотографии. При тоа, еве ги албумите 217, 4, 10, 206, 5, 4 и 2. Еве престанот кога ќе видите дека бројот е друг, 448. Значи бројот не е точен. Зошто ги реков овие три начини, бидејќи таймлайн и она mobile photos, нели зборав во едно видео дека ги нема, и нема да можете да направите точната пресметка. Ке треба да дојдете во сликите, па да ги броите по редици, да множите, да делите, собирате и така натаму. Здраво. Знаеме дека на една објава на Facebook ние можеме да лекнеме или пак да дадеме една од реакциите кои што ги има. Love, ха-ха-ха, angry, sad, care, wow. Сега, кога се појави? Лайк копчето се појавило во 2009 година во февруари. Но има еден интересен податок за ова копче. Во 2007 година, кога се правило ова копче, се викало Аса. Но
Марк решил да не се појави тогаш и во 2009 година се појавува како лайк. На февруари ми се чини дека е 24. Само да проверам. Action. Да. 24 февруари 2016 година се појавија тие реакции, а Кер во април 2020 година. Здраво, народ! Порано, за зафрканција на наши родители, роднини, пријатели, сме му титкале со непознат број. Односно, со кодот Тараба 31 Тараба и го пишевме нивниот број. Денес, разговарајќи со мојата мајка, дали тоа уште постои, решив да истестирам. Првин пробав на интернет, односно побарав на интернет, да видам дали го има. Налетав на објава 2012, кај што пишеше дека демек наскоро нема да работи тоа. Ама, јас си проверив. Свртив кај неа, од кај мене, и му излезе непознат број дека бара. Свртив од кај неа, кај мене, ми напише исто непознат. Ано. Пошто на англиски ми е телефона. И на крајот свртив на домашниот. Исто и таму беше непознат бројот. Сега еден период и мислам дека кога кажуваш името, не сум многу сигурен за тоа. Може грешам, може сум во право, не знам. Ама, битното е дека Тараба 31 Тараба се уште постои. Компарација помеѓу Microsoft акаунт и Google акаунт. Google акаунт е акаунт кој што се употребува за логирање на Google сервиси и Google апликации, а додека Microsoft акаунт е акаунт кој што се употребува за логирање во оперативниот систем Microsoft Windows, некои Microsoft апликации, Microsoft сервиси. За мейлови. Google акаунтот го има Gmail. Тука имаме 15 гигабајти мемориски простор. Овој мемориски простор е тесно поврзан со други Google сервиси, како што се Google Drive, Google Photos. А Microsoft за мейлови го има Outlook. Исто има 15 гигабајти мемориски простор, но не е поврзан со други сервиси. За бекап на файлови во Google го имаме Google Drive. А во Microsoft го имаме OneDrive. За бекап на слики и видео во Google се прави во Google Photos. А OneDrive, тоест во Microsoft нема. Пак ќе се претуваш во OneDrive и клавата нема каде. Сега, кога ја пишете мейлот во Gmail, не треба да напишете цела форма, може да само да го напишете почетниот дел и да напишете мајмунче Gmail. Во Outlook треба. Оти ако не напишете, ќе ви речи дека го немате тој мейл. Што значи почетниот дел или Outlook или Hotmail. Зависи како го имате направено вашиот мейл. Видео сервис во Gmail го имате, односно во Google акаунтот го имате YouTube,
а во Microsoft немате. Вака сега, во двата можете да имате повеќе акаунти. Ако сте логирани на Google, можете да се именувате помеѓу една и друга корисничка сметка. Арнаме овој другиот, ќе треба да се логирате во едната, да се логирате во другата, или пак од друга страна да отворите преки браузери и така да одите од еден во друг акаунт, пошто нема опција за switch. Во Google може да едитирате документи со Docs, Sheets и Slides, а во Google ги имате Microsoft Office во онлайн форма, исто се вика, значи, како што ги имаме офлайн. PowerPoint, Excel и Word. Имате за бизнеси акаунти, Office 365 се вика Microsoft, а Google се вика Google Suite. Сега едно битно прашање и еден многу битен одговор. Дали кога ќе ги испришите старите мейлови кои што ги имавте на овие акаунти? Дали ќе може со истото корисничко име да направите нови? Не. Зошто? Бидејќи овие два сервиси направат рециклирање на корисничките имења. Односно, уште му стојат во базата и се зафатени. Така да, ќе треба да барате друго корисничко име, пошто нема да ви дај да го клајте истото што претходно ви било на вашиот стар имейл во Outlook или во Gmail. Заборав да кажам дека овај OneDrive има 5 GB мемориски простор. Многу помалце од од Google Drive. Ама запамтете дека Google Drive е поврзан со останатите Google сервиси. Генерално беше тоа се што имам да кажам, така да фала што гледавте и чао, пријатно. Што се случува кога едно видео кое што е поставено во формат 16:9 или 1:1 е на TikTok или во Reels и при тоа кога ќе спуштиме во нашиот телефон. Што се случува тогаш? Конкретно за тоа ќе зборам днес. Ако е поставено во 16:9 на TikTok или во 1:1, кога ќе спуштиме во нашиот телефон, да се станува во истиот формат. Арнама, пак кога ќе клајна во Reels на Instagram, во 16:9 или 1:1, да се конвертира во 9:16 и кога ќе спуштено во телефонот, го има во 9:16. Знаеме ние дека на Viber, на Messenger и на Instagram можеме да правиме групни разговори. Сега, колку луѓе може да има во тие платформи? Instagram бројот е 32, на Messenger 50, а на Viberот 250. Во претходното видео ви покажав како да ја исклучите архивата на Facebook. Сега ќе ви покажам на Instagram истото. Значи, ако неките вашите сторија да се зачувуваат автоматски во архива. Што треба да направите? Ојте ваму, кај вие трите црти. Во Settings, тоест не, во Archive, овде, More Options, тоест Settings, и го исклучвате ова, Save Story to Archive. Ако се премислите да ви одат пак во архива, ќе си го уклучите. Здраво на сите, денес во овој туторијалче ќе ви покажам како да направите вашите сториња да не се зачувуваат во архива. Секако, доколку сакате да го направите тоа. Не е задолжително, но јас ќе ви покажам. Одите во Settings и бирате Stories. Одите во Story Archive
под него пише Save your stories automatically after they disappear. Кликате на него и ако сакате да е исклучено, прицкате на ова и од сина боја се менува во грјаво со бела точка. Ако сакате пак да го вклучите, еве го. И тоа е тоа. Во ова кратко туторијалче од 1 минута. Кога ќе појдеме во апликацијата Facebook и ќе ги бараме сликите во албумите Mobile Uploads и Timeline Photos, ќе видиме дека ги нема. Истото и за десктоп. Тука ги нема. И на touch.facebook и овде ги нема. Најбитното прашање, дали се воопшто тргнати и дали ги има? Ги има на едно место. Сега, гледајте кај се. Ти се логирате на браузер од телефон и се ојте во Photos и еве ги Mobile Uploads и Timeline Photos. Дека постојат то заприметив некни. Како? По ова заклучив. Појдов кај овие трите точки, што се кај пишаното, да речем до профилната слика, до моето име, бла бла бла. И имаше View Album. Ко кликнав на него, видов дека постои Mobile Uploads. И нормално си ојдов во Photos за да се осигурам дека ги има. И тадам, ги има. Значи, како заклучок за крај на ова видео, Timeline Photos или Mobile Uploads ги нема во Android апликацијата, ги нема на десктоп верзијата на Facebook, мобилната верзија на Facebook за на десктоп, но ги има кога ќе се појди преку браузер, што значи тие не се скроз исчезнати. Ги има само там. Сите знаеме што е Google Play Store и зашо се користи. Но кога се појавил прв пат тој? Се појавил во 2008 година во првиот телефон со Android. Но таму не се викал Google Play Store, туку се викал Android Market. Како Google Play Store го добива името во 2012 година. Како му изгледала иконата и како изгледал тој, сега ќе видиме ние во продолжение. Од самата слика може да се види дека иконата му е торбичка за пазарање на кое што има зелена врвка и го има Android логото. А еве како изгледа неговиот екран. Здраво, луѓе, преге барав некоја страна што ќе го извади текстот од некоја слика. Налетав на оваа страна, пиши дека се вика brandfolder.com Workbench extract text from image. Барав на Google и налетав нова. Значи како функционира? Одиме, си бираме слика од компјутер, дали од Google Drive, дали од Dropbox, Box, од некој одреден линк и така натаму. Јас ке одберам од мојот компјутер. Еве ја. Парав почнувам брзо да пишам сето ова. Одиме Upload. Чекаме да се наполни ова. И кога ќе е готово, ќе излези текстот што си го сакаме. Горе ја вади сликата. Под неа е името на самата слика и типот на самата слика, а овде долу е текстот. И можете да си го копирате целосен или да си копирате дел по дел. И кога ќе маните рефреш, бриши се, не памти и треба да правите наново. На социјалната мрежа Instagram ние следиме акаунти и сме следени од други акаунти. Сега, дали има лимит за тоа колку луѓе ние можеме да следиме и дали има лимит за тоа колку луѓе нас не следат? За тоа, колку луѓе нас не следат не постои никаков лимит, но за тоа
колку луѓе ние следиме, има лимит и бројот е 7500. Често се случва да бараме на некоја страна и да е полна со реклами. Пример е ова. Видеоклип БГ. Еве. Кликам, например, да слушнем ова, одма. Реклама. И sad барав нешто, некој адблокер, и на Google налетав на еден браузер. Сега ќе ви кажем кој е, тоа е ова. Adblock браузер, ова најдолу е. Одма до Sky Editor. Го имате на Play Store и го симнав. Ево овде велат. Што прочитав да сега некој reviews дека е добар. Некој му даде на 5, некој му даде на 4. Сега. Ќе одам на истата страна што ја покажав, да видите дека таму е без реклами. Еве, ајмо, видеоклип БГ, чека малце се, трни се. Ова е што барав, ама ако ќе не барате ништо, вака изгледа, значи има наредени некои страни. Од Reddit, Wikipedia, Amazon и така натаму. Одиме се во видеоклип БГ. Ќе видите дека ако ќе влезам, еве, ова не е реклама, иначе не се плашете. Нема ни една реклама. Ќе влезам и во тајно моја, пример. Еве, значи не се појави ни една реклама. Предпоставувам дека ова истото ќе види за YouTube. Ти знаеме дека на апликацијата нема адблокер. На компјутер лесно може има адблокер да клајме, ама на мобилен не. Сега ќе видиме колку ќе трај, ама вака е арен за сега. Така да, тоа што сакам да гледам тука ништо без реклами, ќе си се префрлам овде. Ајде да видиме некои карактеристики што ги вели на Play Store. Ќе си го побарате вака, ќе напишите Adblock браузер и јаве го. Вика дека има мокен Adblock Plus, да, ова екстензија има на Chrome и на други браузери. Вика дека можете да гледате видеа без прекини, вели, речете му довидување на здодевните реклами на вашите сајтови за видеа. И вели дека го максимизира нивото на батерија, вика дека со блокирањето на рекламите се мисли дека се трга, односно да, се трга повеќе дата и се продолжува нивото на батеријата. И вика дека ќе се заштитите од вируси кои што се прикриени во реклами. Сега, за други сајтови, испитајте си вие. Нормално, доколку сакате да симните RGB или Red, Green и Blue. Е модел на бои кој што се користи на екраните, значи на телефоните, на компјутерските монитори, телевизорите. Сега, R е за црвена боја, G е зелена боја и B е за blue, сина боја. Со микс на овие три бои се добиваат други нијанси. Предностите кои што ги има во овој модел се од 0 до 256. И сега ќе покажем едно сличе кај што ги пише вредностите на сите бои. Црната боја има 3 нули. Белата боја има 3,255, значи 255 е максималното, а не 225, направив грешка прега. Сива, ама светла варијанта,
3.224. Потебна варијанта 3.128. Уште потебна варијанта, односно напреге беше посветла со 224-ките, 128-ките. Нормална нијанса со трите 64-ки е темна. Црвената боја R му е 255, а G и B 0. Розовата 255 R, 96 G и B 208. Лилавата 160 црвена, 32 зелена и 255 сина. Светло сина 80 црвена, 208. Зелено 255 сино. Темна сина 032 255. 96 255 128. Жолто-зелена. Така бикова. 01920 е зелена. 255 224 32 ви е жолта. 255 160 16. Портокалева 160 128 96. Кафеава и нова нешто кокожа боја е 255 208 160. А како се прикажува шематски? Сега ќе ви кажам. Просторот на RGB боите се шематизира во облик на коцка. Еве слика од А сега ќе најдем некој RGB емулатор и ќе напишем некој вредности и ќе видиме што боја ќе се добие. Еве едно емулаторче. Еве ги RGB. Ќе речиме 255 дојди бе долу ја. Така. Овде ќе клеме 234, а овде ќе клеме 98. И добивме некоја нијанса на лилава, розева, а уште една. Ќе речеме 0, 76 234 имаме темно сина варијанта. Тоа беше тоа за ова видео. За звук може ќе направам во наредно видео. Поздрав!